Dobar den, dragi učenici. Dobrodojdovte во училница. Јас се викам Силвија Трајкова, наставник сум по француски јазик во Основното училиште Пере Тошев во Росоман. На овој час ќе зборуваме за le futur simple, идно време, неговото образување и неговата употреба. Значи, целта на овој час е вие учениците да научите како се образува идно време и истото да го применувате во реченици. Најпрво ќе започнеме со дефиницијата за образување на идно време, односно la formation du futur simple. On forme le futur simple avec l'infinitif du verbe et les terminaisons du futur. Сега на македонски, идно време се образува со инфинитивот на глаголот и наставките за идно време. Да видиме кои се тие наставки за идно време. Во еднина, за прво лице наставката е АИ, за второ АС, за трето наставката е А. Во множина, за прво лице наставката е ОНС, за второ лице наставката е ЕЗ и за трето лице наставката е ОНТ. Тука ќе напоменам една многу важна работа, за да ви бидат полесни за памтење овие наставки. Односно, ако внимателно ги погледнеме наставките за прво, второ и трето лице еднина, како и наставката за трето лице множина, можеме да забележиме дека овие наставки се всушност идентични со формите на глаголот avoir во сегашно време. Единствено не се совпаѓаат наставките за прво и второ лице множина, меѓутоа од друга страна овие наставки се совпаѓаат со наставките за образување на сегашно време кои досега сме ги учели. Се надевам дека нема да ви биде тешко и ќе можете да го образувате идно време. Сега да проследиме како ќе се образува идно време кај одредени групи на глаголи. Ќе започнеме прво со глаголите од прва и втора група. Кај овие глаголи идно време се образува според основното правило. Инфинитив на глаголот плюс наставки за идно време. Ќе прикажеме еден пример со глаголот прва група. Јас го одбрав глаголот manger. Значи глаголот manger ќе го измениме во идно време во сите лица. Пред да започнеме, сакам да ви напоменам дека наставките ви се напишани со црвена боја и подвлечени, за да можете полесно да ги воочите. Сега може да почнеме. Во еднина, прво лице, Ж, го запишуваме инфинитивот на глаголот manger, даваме наставката АИ. Во овој случај, значи, сме добиле je mangerai. Во второ лице, tu, инфинитивот на глаголот manger и наставката AS. Значи сме добиле tu mangeras. И за трето лице, il, elle, инфинитивот на глаголот manger и наставката А. Сме добиле il, elle mangera. Сега одиме во множина. Во прво лице имаме nous, го запишуваме инфинитивот на глаголот manger и ја додаваме наставката ONS. Така сме добиле nous mangerons. Во второ лице vous, инфинитивот на глаголот manger и наставката EZ. Овде имаме vous mangerez. И трето лице множина il, elle, инфинитивот на глаголот manger и наставката ONT. Во овој случај имаме
Ils, elles mangeront. Значи, вака би изгледал еден глагол во идно време. Во продолжение ќе проследиме еден глагол и од втората група на глаголи. Јас се одлучив за глаголот finir, глагол кој што на сите добро ви е познат. И ќе го измениме во сите лица, во еднина и во множина во идно време. Ајде да почнеме. Значи, во прво лице имаме je finirai, второ лице tu finiras, трето лице il, elle finira. Во множина nous finirons, второ лице vous finirez и трето лице il, elle finiront. Значи, да резимираме, кај глаголите од прва и втора група го запишуваме инфинитивот на глаголот и ги додаваме наставките за идно време. Но да видиме што се случува кај одредени глаголи од трета група, поточно кај глаголите кои што завршуваат на RE. Chez les verbes qui terminent en RE, on forme le futur simple avec l'infinitif du verbe sans e et on ajoute les terminaisons de futur. На македонски, кај глаголите кои завршуваат на RE, идно време се образува така што инфинитивот на глаголот се користи без буквата е, а потоа ги додаваме наставките за идно време. Тоа можеме да го видиме тука, значи верб an RE се образуваат со инфинитив sans е, значи инфинитив без буквата е, и во продолжение се додаваат истите наставки за идно време. За да биде појасно, ќе проследиме еден пример и од оваа група на глаголи. Ќе го земеме глаголот lire, го гледате, глаголот завршува на RE, значи последната буква на формата во инфинитив е буквата е, таа ви е напишана со црвено и подвлечена, но и прешкртана. Значи, кога ќе образуваме идно време, кај ваквите глаголи, буквата е од инфинитивот треба да се отстрани, па потоа да се додаваат наставките за идно време. Глаголот lire во идно време би изгледал вака. Во еднина, прво лице je lirai, второ лице tu liras и трето лице il, elle lira. Во множина, прво лице nous lirons, второ лице vous lirez и трето лице il, elle liront. Ќе продолжиме со други глаголи, односно, освен овие глаголи од прва, втора и трета група, кои што завршуваат на RE, има глаголи кои што се неправилни во идно време. Што значи тоа? Значи, кај ваквите глаголи, наместо инфинитивот се користи посебен корен и на тој корен се додаваат наставките за идно време. На екранот гледате една кратка листа од такви глаголи, но ова не се сите глаголи, се разбира. Има многу. Јас издвоив само неколку што почесто се користат, но вие ако сакате да видите други вакви глаголи, можете да си побарате на интернет. За сега ќе се задржиме само на овие. На сликата ви се прикажани 3 колони, односно во првата колона ви се дадени глаголите во инфинитив, во втората колона ви се дадени нивните корени, кои што треба да се користат во идно време, и во третата колона имате изменето по глагол во некое лице во идно време.
Еве јас само кратко, например, ќе се задржам на глаголот avoir. Гледате коренот му е AUR, значи кога ќе образувате идно време, ќе го користите овој корен и на него ќе ја додадете наставката. Тука во примерот е земено трето лице множина, значи коренот е AUR и додадена е наставката ONT. Понатаму тоа можете да го видите и кај останатите глаголи. Овие неправилни глаголи, како и целата лекција, ќе си ги препишете секако во тетратките, но овие корени треба да си ги научите напамет. Откако ги проследивме сите овие правила и дефиниции, ќе продолжиме со правилата за употреба, односно utilisation du futur simple. Имаме 3 правила за негова употреба. Првото правило е идно време се употребува за action qui doit se passer dans un avenir. Дејство кое треба да се случи во иднина. Ова правило за употреба ќе го подкрепиме со следниот пример. Elle finira son devoir et sortira. Значи, таа ќе заврши својата задача и ќе излезе. Искажано е дејство кое што треба да се случи во иднина. Втората употреба на идно време е un ordre, наредба. Значи, со идно време искажуваме одреден вид на наредба. Ова правило ќе го подкрепиме со примерот Pendant que je travaille dans le jardin, tu feras le déjeuner. Додека јас работам во градината, ти ќе го направиш ручекот. Значи, со глаголот faire, односно неговата форма за второ лице fera, на некој начин му заповедаме на соговорникот. И третото правило, односно третата употреба е une condition, односно услов. Со идно време се искажува услов. Примерот правило е si tu travailles dur, tu réussiras. Значи, ако работиш напорно, ти ќе успееш. Значи, треба да биде исполнет одреден услов за да биде извршено некое дејство. Ова би било, значи, од прилика она што треба да го знаете за образувањето и употребата на идно време. Сега накратко да повториме, односно да резимираме. Тоа ќе го направиме со одговарањето на трите поставени прашања. Првото прашање, како се образува идно време? Значи, идно време се образува со инфинитивот на глаголот, на кој му се додаваат наставките. За прво лице во еднина, наставката АИ, за второ лице АС, за трето лице А. Во множина, за прво лице наставката ОНС, за второ лице наставката ЕЗ и за трето лице наставката ОНТ. Понатаму, како се образува идно време кај глаголи кои завршуваат на РЕ? Глаголите кои завршуваат на РЕ идно време образуваат со инфинитив без буквата Е и наставките за идно време. И на крајот, уште да видиме како се образува идно време кај неправилните глаголи. Идно време кај неправилните глаголи се образува со посебни корени наместо инфинитивот и на тие корени се додаваат наставките за идно време.
сега можете да го стопирате видеото и дадените реченици да ги запишете во тетрадките. Што се бара тука од вас? Значи, дадени ви се 10 реченици. На крајот на секоја реченица ви е даден глагол во заграда. Ваша задача е дадениот глагол да го измените во идно време на празната линија, соодветно со лицето кое што е дадено во реченицата. Вашите изработени вежби, сликајте ги и пратете им ги на вашите наставници за проверка. Ако имате потреба или сакате да повежбате дополнително, можете на интернет пребарувачот да напишете Futur Simple Exercice и да ја додадете кратенката FLE и ќе најдете многу вежби за да ја извежбате употребата на идно време. Merci à votre attention et à la prochaine.